Председателот на регулаторна Марко Бислимовски доби кривична пријава од финансиската полиција. Го сомнича дека злоупотребил функцијата и спречил навремено да ја биде одземена лиценцата на компанијата за трговија со нафта на Љупчо Пецов Ѓаволот, иако фирмата не ги исполнувала условите за работа. Наместо да остане без дозвола, Тритерол Петрол продолжил да работи уште повеќе од една година, да склучува договори да остварува приходи, а според пријавата на тој начин била стекната незаконска добивка од нешто над 200.000 евра. Спротивно на Законот за енергетика и правилникот за лиценци, иако бил должен да отпочне постапка за одземање на лиценца на правното лице Тритерол Петрол до Скопје, поради неисполнување на законски пропишаните услови, донел незаконско решение за прекин на постапката и наместо лиценцата да биде одземена на 15 јануари 2024 година, истата е одземена дури на 14 април 2025, со што ја овозможил на компанијата противзаконски да продолжи со вршење на енергетска дејност 15 месеци по истекот на законските услови и да учествува и да склучува договори по однос на јавни набавки, стои во кривичната пријава. Председателот на регулаторна ќе докажува пред институциите дека се било според Законот за енергетика и правилникот за издавање дозволи. Вели не е само оваа компанија, во истиот временски период биле водени и постапки за дозволи и за други фирми истовремено. Дали се работи за политички притисоци, вели времето ќе покаже. Овие постапки се потврдувани од сериозен тим во регулаторната комисија за енергетика. Никогаш, ама буквално никогаш, немало повластена компанија или пак компанија за која што се водени постапки спротивни на Законот за енергетика и правилникот за лиценци. Фирмата на Пецов низ годините има повеќе кривични пријави. Уште во 2022 регулаторна започнала постапка да ја одземе лиценцата, бидејќи не поседувале резерви на нафта, но потоа следеше кривична пријава дека фалсификувале документи за наводна набавка на резервоари за нафта за да им биде продолжена лиценцата. Кривична пријава финансово им поднесе и за фалсификување на документација за да добиваат тендери, но и за затајување данок. Кривична фирмата имаше и за испорака на нафта во училиште и градинки, помалку од тоа што било предвидено, со што го штетувале буџетот на државата. Љупчо Пецов Ѓаволот е во домашен притвор за предметот Синчир, откако од бегство се предаде на полицијата. Тамара Дичевска, Сител телевизија.